воскреснет Бог и расточация врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Пасха священная нам днес показася, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освящающая верных. Яко исчезает Рим да исчезнут, яко тает восак от лица. Воскресението во православната црква се асоцира со воскресението на Спасителот и Господ Исус Христос, или пак со воскресението на мртвите при страшниот суд. Воскресението е посведочено во никејскиот символ на верата. Од Евангелието е очигледно дека страдањето на Богочовекот е неопходно за спасението на човековиот род, зашто Богочовекот изјавува дека целта на неговото страдање е спасението на светот. Затоа дојдов во овој час. Целиот живот на Спасителот на земјата представува еден постојан подвиг на страдање за спасението на светот. Не можел да не страда постојано Богочовекот, кој секој миг пред своите севидни очи ги имал сите гревови, пороци и злосторства на сите своји современици, како и на сите луѓе од сите времиња. Често се случувало, вели свети Јован Златоуст, за Спасителот да го видат како плаче, но никој никогаш не го видел да се смее или барем насмевнува. Затоа никој од евангелистите тоа и не го споменува. Христос им напомена, уште додека беше со нив, на своите ученици, дека ќе биде распнат на крст, ќе умре и дека на третиот ден ќе воскресне, односно дека победувајќи ја со смртта, ќе се врати во живот. Но тие не обрнаа внимание на вистинското значење на неговите зборови и не го разбираа потполно. Откако беше распнат и положен во гроб од страна на Јосиф од Ариматеја, на третиот ден од неговата смрт, тој навистина воскресна. Христовото воскресение беше главна суштина во проповедите на неговите ученици, а со самото тоа и во самата вера. Тоа ја потврдува верата и е историски факт. Апостолите го гледаа и го допираа воскреснатиот. Да се верува во воскресението, значи да се верува дека тој кој беше распнат е навистина Господар на се и дека му е дадена сета власт на небесата и на земјата. Иако Христовото воскресение несомнено е историски настан, посведочен посилно од било кој настан во историјата на човекот, иако неговата вистинитост најкритички и најнемилосредно е проверена и докажана, иако тоа е темелот на христијанството, сепак Христовото воскресение се порекнува од страна на негативната критика, чии најглавни хипотези се хипотезата за крадењето на мртвото тело на Христос, хипотезата за клиничката смрт и летаргичниот сон и визионарно-халуцинацијската хипотеза. Хипотезата за крадењето на мртвото тело Христово се состои во тоа што апостолите го украле Христовото тело, а потоа објавиле дека тој воскреснал. Со оваа хипотеза се прави обид да се објасни Христовото воскресение, но пред се постоела една неособорлива физичка пречка за апостолите да го украдат Христовото тело. Тоа е силната стража на запечатениот и утврден Христов гроб. А гробот го утврдиле и запечатиле најлутите Христови непријатели,
еврејските правосвештеници и старешини со помош на римските стражари кои ги добиле од Пилат. А тоа го постигнале на тој начин што пред Пилат употребиле лага, која по Христовото воскресение ја претвориле во објаснување за воскресението. Евангелистот пишува: Утредента по петокот се собраа правосвештениците и фарисеите кај Пилат и рекоа: Господару, се сетивме дека оној лажливец Исус уште за време на животот рече: По 3 дена ќе станам, па затоа заповедај до 3-тиот ден да се осигура гробот, за да не дојдат неговите ученици и да го украдат и да му кажат на народот: стана од мртвите и последната лага да биде полоша од првата. И им рече Пилат: еве ви стража, одете и осигурајте го гробот со запечатен камен и стража. Хипотезата за клиничката смрт и летаргичниот сон се состои во тоа дека Исус Христос на крстот не умрел, туку дека паднал во летаргичен сон и бил речиси мртов. Таков бил и закопан. Во гробот се освестил и излегол од него и со текот на времето заздравувал од раните и изнемоштеноста. Изнемоштен понекогаш им се јавувал на своите ученици. Оваа хипотеза не може да се одржи во светлината на историските факти. Пред се, Христос пред самото распнување бил камшикуван и биен. И од тоа бил толку изнемоштен што не можел да го носи својот крст. И така изнемоштен и измачен бил распнат. Тој издивнал на крстот и навистина умрел. Тоа го проверил искусниот капетан на стражата и самите стражари евреи. Стражарите го замолиле Пилат да дозволи да им ги прекрашат колената на распнатиот Исус и на разбойниците. Војниците им ги скршиле колената на разбойниците, а кога дошло истото да му го направат и на Исус, виделе дека веќе бил умрен, па не му ги прекршиле колената, туку еден од војниците му ги прободел ребрата, од кои потекла крв и вода. Ако се дозволи дури и тоа, дека на крстот Исус не умрел, доволно би било неговата смрт да биде предизвикана со пробудувањето со копјето. Според визионарно-халуцинацијската хипотеза, Исус Христос умрел и бил закопан, но не воскреснал. Неговите ученици никако не можеле да се помират со тоа дека за секогаш исчезнал нивниот омилен учител, па водени од љубовта кон учителот, им се причинило дека го виделе Христос, воскреснат и жив. Сеќавањето на старозаветните пророштва, сеќавањето на зборовите од самиот учител, дека по 3 дена ќе воскресне, растроеноста на карактерот, сето тоа придонело кај учениците да се појават халуцинации. Оваа теорија нема ниту психолошки, ниту историски услови за да може да биде вистината. Познато е дека апостолите биле преплашени од сето тоа што се случило со Христа. Во нивната душа владеел и преовладувал стравот. Тоа чувство ја оневозможувало и најмалата вера во Христовото воскресение, а не и ентузијастичка вера. Вера што би го измислила Христовото воскресение. И уште на таа измислица да се изгради огромната зграда на историското христијанство. Од нивната психолошка состојба било далеку секое очекување на Христовото воскреснување. Тоа јасно се гледа од напорот на воскреснатиот Спасител, кој сакал вистинитоста на своето воскресение и на своето воскреснато тело, да им ја докаже со најопипливи и најочигледни средства. Обично халуцинациите се јавуваат и кај сетилото за слух, и кај сетилото за вид, и кај сетилото за допир. А учениците Христови истовремено и го гледаат Христа, и разговараат со него, и го допираат. И тоа често се случувало во текот на 40 денови, и не само кај 11 мината, туку и кај повеќе од 500 христијани. Но ако и за момент се дозволи оваа теорија,
Се знае дека халуцинациите траат известно време. А кога луѓето ќе се вратат во нормалната состојба, тие исчезнуваат и луѓето тогаш ја согледуваат својата измама. Но кај учениците Христови, тоа во никој поглед не е така. Вистинската и бесмртна вера можела да потекне и потекнува само од вистинскиот факт на Христовото воскресение. Мироносици жени утру глубоку представша ко гробу живодавца. Обриетоша ангела на камени сједјашча, и тој провјеша висице глагољаше, што ишчете жива го сметви ми. Празникот Пасха за нас представува не само ден во кој се спомнува настанот што се случи пред околу 2 милениума, туку и празник што пред нас ја разоткрива тајната на идното обновување на созданието. Како што старозаветната Пасха беше нејасен предобраз на предобразбот, Свети Григорий Богослов, тоест на воскресението Христово, така и сегашната Пасха, новозаветната Пасха, е предобраз на идното сеопшто воскресение, кога ќе се причестиме посовршено и почисто, кога Словото со нас ќе пие ново вино во царството на Отецот, откривајќи и предавајќи ни го она што денес ни го јавува делумно. Овде Пасхата трае еден ден и поминува, а она е непрестајна Пасха, каде што нема болест, тага ни воздишки, каде владее радост, веселие и утеха вечна, каде се слуша гласот на оние што празнуваат и се гледа ликот на оние што торжествуваат, и каде што е светлината присноснушна, каде што е блажената Госпа Христова и трапезата преисполната со вечни блага и новото питие, зашто Христос рече: „И вам ви велам, од сега нема да пијам од овој лозов плод, се до оној ден кога ќе пијам нов со вас во царството на мојот Отец“. Таа вечна Пасха им се открива на оние што сегашната Пасха духовно ја празнуваат. Оние на кои им е битен не долниот Ерусалим, туку горната митрополија. Градот не од војски разрушуван, туку од ангели прославуван. Влегувањето во овој горен Ерусалим е премин и восход од долното кон вишното, во ветената земја. Воскресение на душата што е незиното враќање кон Бога. Ова воскресение на умратвените души се случува уште сега, тоест пред воскресението на телото, а воскресението пак на телото ќе се случи во оној ден. Мироносици жени утру глубоку представша ко гробу живодавца. Обриетоша ангела на камени сједјашча, и тој провјеша висице. Токму кон ова духовно воскресение, обнова на нашите души, не повикува црквата на великиот и радосен ден на светлото Христово воскресение. Денес дојде спасение за светот, видлив и невидлив. Христос воскресна од мртвите. Востанете со Него и вие. Христос е во својата слава. Издигнете се и вие. Христос стана од гробот. Ослободете се од оковите на гревот. Отворени се адските порти. Уништена е смртта. Новиот Адам го замени стариот. И така, кој е во Христа, тој е ново создание. Старото помина, ете, се стана ново. Обновувајте се.
Mironosici ženi utru gluboku predstavša ko grobu živodarca. Obrijedoša angela na kameni sjedjašća i toj provješavi sice glavolja. Возлюбени мои браќа, пристигна Пасхата, радосниот ден на воскресението Христово. Причина на секое радување, кое не подсетува еднаш годишно. А оние што го поимаат таинството на воскресението, секој ден, дури непрестајно. Дојде и не ги исполни срцата со секое веселие и неискажлива утеха. Не затоа што го прекина трудот на сечесниот пост, туку пред се, бидејќи ја направи нашата душа посовршена со тој труд и ги повика сите верни кон почивка и благодарење. Христос, нашиот Бог, откако беше распнат на крстот, и на него го прикува гревот на целиот свет, умре, слезе во длабочините на адот. Потоа, издигајќи се од адот, повторно влезе во своето пренепорочно тело и миговно воскресна од мртвите. На истиот тој начин и сега кога ние, оставајќи го овој свет и неговите суети при исповедањето на страдањата Господови, влегуваме во гробот на покајанието и смирението. Самиот тој слегува од небесата, влегува во нашето тело како во гроб, се соединува со нашите души и ги воскреснува нив душите, мртви по суштина, заради гревовите. И воскреснувајќи ги, дарува благодат да се гледа славата на ова таинствено воскресение. Mironosici ženi utru gluboku predstavša ko grobu živodarca. Obrijedoša angela na kameni sjedjašća i toj provješavi sice. Слава на Твоите страдања, Господи! Се поклопувам, го славословувам и величам Твоето слегување во адот. Пленението на адот, разрушувањето на смртта и тридневното воскресение од гробот. И те молам Тебе, мој Господ. Душата моја, плен на гревовите, пленија со љубовта Твоја, умртвена, воскреснија и избавија од адот. Слава Господи на крстот Твој и воскресението. Се поклонувам на Твоето вознесение во плот на небесата, каде седејќи одесно на Бога Отецот, ја гледаш мојата беда и немоќ, ја слушаш мојата грешна молитва. Те молам Тебе, мојот Господ. Вознеси го умот мој од земната пристрасност кон вишниот копнеш. Подкрепија немоќта моја, надополнија мојата скудност. Исправија молитвата моја и приведи ме кон добриот крај и спасителното пристаниште, за да се покажам пред Тебе непосрамен и неосуден, кога ќе дојдеш да им судиш на живите и на мртвите. Mironosici ženi utru gluboku predstavša ko grobu živodarca. Obrijedoša angela na kameni sjedjašća и тој провјешави си. Воскресението од мртвите на Господ Исус Христос е крај на севкупното дело на нашето спасение, извршено со неговото вплотување, страдање за нашите гревови и крстната смрт. Затоа и во вероучењето на црквата и во неговото богослужање, крстот и воскресението се меѓусебно неразделно поврзани. На крстот Твој му се поклонуваме, Христе, и светото Твое воскресение го воспеваме и славиме. Воспеваме со воскресната песна.
и благовестајќи за воскресението Христово, свештеникот ги осенува верните со знакот на животворниот крст. Сепак, во тоа единство на крстот и воскресението, владеачко место зазема воскресението. Тоа со божествена светлина го озарува крстот и воведува во Христовото седржителство. И благовеста стои на него. Мироносици жени утру глубоку представша ко гробу живодарца. Обриетоша ангела на камени сједјаша и тој провјеша виси. Што понатаму? Заврши светата четириесетница. И ја поминавме страстната седмица и пасхалната гозба на верата. Многумина пристапија кон светата тајна исповед и се причестија со светите Христови тајни. Нашите души се очистија и обновија. Што понатаму? Грижа околу тоа да не се вратиме на старото, да не венееме духовно, да не умреме. А тоа е толку лесно. Севкупниот живот околу нас го подпомага ова. Сите брзаат, трчаат, сите се зафатени, никој нема време. И така секој ден. Се поскоро и поскоро. А каде? Пред нас е духовната задача, да не потонеме во оваа струјана брзаница. Треба од ова да се отргнеме, да ја сочуваме сопствената духовна личност. За тоа треба да одвоиме, ако не часови, тогаш барем минути од животот за својата душа и за духот свој, кога запираш и помислуваш, се помолуваш и нешто ќе прочиташ. Треба да се има некое правило за животот на духот, кое нема да го оставаш не затоа што си фарисеј, туку затоа што помниш. Саботата, почивката е за човекот, а не човекот за саботата. И ти си човек, и тебе ти е потребна помош, подршка, потпора, за да не погинеш во струјата на современиот живот. Нели имаме правила за телесниот живот? Јадеме, пиеме, се миеме, се облекуваме. Обидете се да ги нарушите овие правила, што ќе излаза од тоа? Тие правила се за човекот, за неговиот живот, за неговото житејско спасение. Да бидеме справедливи, да помислиме за собствената си душа, за нејзиното спасение, за правилото што ќе ја помогне да живее и да се сочува. Помина светата четириесетница и ја преживеавме страстната седмица и пасхалната гозба на верата. Се исповедавме и причестивме. Се обновивме, очистивме. Сега треба да се мисли како духовно да се сочуваме себе си, како духовно да се утврдиме и да се збогатиме. Должни сме така да се грижиме еден за друг, како што се грижиме за самите себе си и да го поштедуваме ближниот, како што Бог не поштедува. Што плачете метljena govotli, šeće propovijedite učenikom Jego. Sejde njegože sotvori Gospod, возрадуjem ся и возвеселим ся вон. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха сечесная новосия, Пасха радостью друг друга обнимем. О, Пасха избавление скорби, ибо из гроба днес, яко от чертога восия Христос, жени